Нотарите во Македонија имаат клучна улога. Пред се ни обезбедуваат сигурност, правна валидност на одредени акти, трансакции, што и да правиме. Не можеме едноставно да, како се вели народски, да завршиме работа без да добиеме печат од нотар. И често граѓаните при тоа знаат да кажат: ова е непотребно, ова се непотребни процедури, фрлање пари, многу печати. Сега, денеска би сакале да ја објасниме потребата од тоа и зошто толку се значајни и потребни нотарите. Разговараме со Маријан Коцевски, тој е нотар, но и е председател на стручниот совет на Нотарска комора на државата. Добро утро. Добро утро. Можеме, господине Коцевски, да започнеме со главното прашање. Која е улогата на нотарите? Значи, улогата на нотарите во системот, во општествениот систем е значајна по самото тоа што е една од јавните служби која државата ги обезбедува. За да можеме да дојдеме до вистинската содржина на тоа какви услуги пружан, би сакал накратко само да објаснам за граѓаните, бидејќи следи широк диапазон на граѓани од различни профили, што воопшто значи јавната служба. Значи, јавна служба е онаа служба што државата ја обезбедува за граѓаните и е должна да ја обезбеди заради некои основни, елементарни, нужни потреби на граѓаните да функционира општеството. Овие служби ги има како директно што ги обезбедува, значи како преку своите установи, јавни предпријатија, така и преку пренесени јавни овластувања на одредени лица или институции. Во рамките на здравството, на енергетиката и во сите области има јавни служби. Во областа на приватното право, во областа на вонпарничниот дел, каде што граѓаните не се во спор со некој, туку имаат потреба да решат некои своји екзистенцијални права и да решат некои своји екзистенцијални ситуации, јавните овластувања во ова област се пренесени на нотарите преку организиран нотаријат. Сега, кога би зборувале за нотаријатот, поединачно би ни требале најмалку 2 емисии за какви се нотаријати постојат во светот. Ние би се задржали само сега на улогата на нотарот и на нотаријатот во Република Македонија. Во овој случај, оној дел што нотарите и нотаријатот го даваат за граѓаните како услуга, се правните услуги во делот на вонпарничната постапка. Она што е неопходно за граѓанинот за да имаме сигурно воспоставување на правни дела, сигурност во правниот промот и непречено одвивање на правниот сообраќај. Што тоа значи? Во пракса, доколку сакаме да бидеме сигурни при некаква купопродажба, при воспоставување на правото на собственост, посебно кај недвижностите, задолжително треба да отидеме кај нотар за да еден договор го направиме во форма на нотарски акт или да го солемнизираме. Има посебна процедура, посебна постапка каде што се утврдува што се е неопходно да еден граѓанин даде како документација, а нотарот тоа го провери и со сигурност утврди дека тоа правно дело по своја форма и содржина одговара на законските прописи. Врз една таква постапка, сега зборуваме за ова високата постапка, со сигурност може да се воспостави правото на собственост со која граѓаните се сигурни дека ги дале парите за нешто и не ги фрлиле во ветар, туку обезбедиле вистински обезбедиле собственост врз она што треба да се стекне. Добро, често знаат да искоментираат граѓаните, ние се ставаме исто тука, сите ние. Си коментираме и ние. Затоа сме тука да образложиме. Да, освен тоа што вашата професионална определба, професија е нотар, вие сте граѓанин на државата, да. Често знаеме да искоментираме дека се скапи нотарските услуги. Чинат многу. Значи, јас, со целата своја одговорност како нотар, 26 години нотар, а пред тоа и 7 години адвокат, ви гарантирам дека нотарските услуги во Македонија се најевтини на светот. Значи, не зборуваме за Европа, не зборуваме за Балкан, на светот. Нема поевтини никаде, ама апсолутно никаде. Добро, но дали се пристапни за граѓаните на Македонија? Во тој контекст. Не во споредба со останатите земји и држави. Па, вака. Ако ви кажам дека вие за да заверите една фотокопија која е на една страничка, која ви е неопходна некаде да ја поднесете како документ, треба да потрошите 125 денари.
а за едно кафе во скопските кафулиња со вода треба да дадете 250 денари, не знам дали е тоа скапо или ефтино. Еве, самите кажете. По мене тоа е најефтино што може да се направи воопшто во однос на правната процедура. Само за споредба, нашата тарифа е донесена 1998 година. Од тогаш само е намалувана, никогаш зголемувана. Исто како и платите во Република Македонија. Не верувам. Добро, тенденцијата последниве години Не верувам да пораснат. Не верувам дека постои било која друга цена што е задржана од 1998 година. Да се пошегуваме малку, нели се разбира. Да. Секако, Добро, секако. доаѓа граѓанинот, нотарот е една од опциите кои што, односно можеби и во некој случај единствената кој што го заштитува. Како нотарот го заштитува граѓанин? Значи, тоа е начинот на постапување на нотарот во врска со услугите кои ги дава на граѓаните, во многу зависи од кој вид на услуги дава. Значи, тука би треба да се запознаеме дека имаме генерално поделба на два вида на услуги. Тоа се нотарските исправи и нотарски заверки. Во зависност од тоа и степенот на заштита, степенот на сериозност на пристапување кон предметот е различна. Кај нотарските заверки имаме заверка на подпис, кога се заверува единствено подписот и се потврдува дека одредено лице дошло во нотарска канцеларија и потпишало еден документ. Имаме заверка на препис, каде потврдуваме дека некој документ е верен на оригиналот кој ние сме го виделе. И имаме заверка на превод, каде што потврдуваме дека преводот е направен од овластен преведувач, кој што на соодветен начин, согласно своите ингеренции, го направил преводот од овој документ. Кај нотарските исправи, степенот на сериозност на документацијата и сериозност на постапување на нотарот е многу поголема. Тука зборуваме за нотарски акти, солемнизации, решенија во постапка за платен налог, решение како доверена работа, решенија, наследни решенија. Значи, тука се решаваат многу по-круцијални проблеми. Сакате да кажете, имотно-правни односи најчесто се бараат како, најчесто се бара нотар за нив, затоа што неколку пати ги споменувате? Зашто најчесто се бара нотар? Значи, некои работи мора да бидат завршени од нотар. Например, вие ако сакате да спроведете оставинска постапка, го поднесувате предлогот кај судот, а тогаш судот по службена должност, како доверена работа, го доставува предметот до нотарот и ја спроведува оставинската постапка како да е завршена пред судот. Не случајно судот се одлучил да една ваква сериозна постапка, каде што секој граѓанин, буква секој граѓанин мора да се најде еднаш во животот за оставинска постапка, го предал на нотарот. Поради сериозноста на пристапот, на начинот на изведување и на воопшто обавување на целокупната постапка во врска со оваа материја. Кога се, извинете секако, кога се споминува оставинска постапка, се споменуваат имотно-правни односи и често тука наследството е нешто што, да речеме, малку, ајде како покомплицирано, затоа што се повеќе страни во прашање и така. Колку нотарот има клучна улога да ги заштити тука, па сите страни вклучени. Потоа да не се бара дополнително поништување, може ли да се бара поништување, може ли жалби да се бараат, колку нотарот има клучна улога, тука сите страни вклучени да ги заштити. Затоа што често, што можам да слушнаме дека, овој е мој нотар или отидовме кај тој нотар, може ли едната страна повеќе да ја заштити од другата? Може да се злоупотреби позицијата нотар? Ајде да завршиме со злоупотребата. Значи, многу добро прашање, зошто е потребен нотарот и дали ги штити двете страни. Да, нотарот е поверник на двете страни. Нотарот не застапува страна. Нотарот нема интерес кај едната страна за да ја заштитува повеќе од другот. Основно што е потребно за обавување на професијата нотар е да непристрасност. Не може нотарот да застапува било која страна. Може да биде ово е мој нотар или оној нотар по принцип дека тој добро ги врши ефикасно работите, но никако дека може повеќе да ве заштити вас од вашиот колега во евентуално некој, например, купопродажен договор. Немаме ние спорови. Ги добива Јован однапред ги добива сите. Не ме разбрате, во тоа е поентата, кај нотарот не се оди за спорови. Кај нотарот се оди само кога работата е неспорна, али работата е несправна. Но што ако колешката ви продаде возило?
Мора да Ќе го купам, не прашувам. Ама мора да дојдете кај нотар. Така да, тука, во тоа е поентата. Значи, непристрасноста е основен елемент при работа на нотарот. А што е основната потреба? Нотарот и постои заради превентивната правда. Само заради тоа што во една постапка која што е предвидена со латинскиот нотаријат, а затоа се надевам дека ќе имам можност и малку повеќе да одговорам. Добро. Превентивната правда е основниот принцип според кој нотарот постапува, за да ги заштити од евентуални можни спорови понатаму, за да ги заштити од евентуални тужби и постапување пред органи каде што ќе дојдат до спорна постапка. Има ли доволно нотари во држава? Премногу. За жал, мислам дека во овој момент има 230 нотари на територија на Република Македонија, но во некои подрачја каде што правниот живот е навистина сиромашен, имаме премногу нотари, 2-3 нотари за што ја знам за Толку Кратово. Толку нема потреба што има? Не, нема толку потреба, но тоа зависи од Министерството за правда, ги воспоставуваат нотарските места, а законот е малку, како да кажам, растеглив. По законот може да се стави најмалку еден нотар на 20 жители, но нема колку е најмногу. Да. Едно од клучните прашања е времето на неизвестности, во кое што живееме сега, времето на многу можности, несигурност во сегашноста и во иднината, а дел од тоа се измамите со идентитетот. Многу лесно во денешно време некој може да се обиде да искористи лични податоци или лични документи, колку е ова закана за правниот статус на еден обичен човек. Како тука нотарот се појавува како момент во Дигитализацијата носи своји поволности, но и своји мани, своји ризици, навистина. Сведоци сме на секојдневно измамување во врска со кредитни картички. Значи, оние што сака да го злоупотребат тоа се добиваат на различни начини. Нотарската комора навистина се труди апсолутно да биде на највисоко ниво во однос на заштита на личните податоци. При самата заверка и евидентирање на клиентите во нотарските канцеларии воспоставен е специјален систем кој што е креиран специјално за нотарската комора и кој што е нарачен од нотарската комора, а одобрен од Министерството за правда и сите можни како да кажам сертификати за сигурност ги поседуваме за да може да обезбедиме највисок степен на заштита на личните податоци. За таа цел законот за заштита на лични податоци е многу ригорозен, посебно кога се работи за вакви јавни служби како што е нотаријатот, а ние секогаш се трудиме максимално да ги заштитиме во тој поглед. Од тоа дека од нотарската канцеларија не смее да излезе податок за тоа што се случувало во нотарската канцеларија, не зборуваме и за законските одредби и за етичкиот кодекс на работењето до заштита на дигиталните податоци кои што сведоци сме дека се повеќе и повеќе ќе навлегуваме во таа сфера и се повеќе и повеќе документацијата ќе преминува во дигитална форма. Само на кусок, кратки сме со времето, имаме само што некои 2 минути. Прашање од режија. Дали може за иста работа кај нотарите да добиеме различна цена? Дали може за, како што кажавте, за заверка на еден лист, кај еден нотар да добиеме цена од 150 денари, карикирам сега, а кај другиот да биде 200... 125, како што кажав. Па не знам, да, 200... Едно ливче, 125. Или има точно пропишано колку треба да чека? Значи, нотарите работат во однос на наплатувањето за своите услуги, работат врз основа на нотарска тарифа која е донесена од страна на Министерството за правда. Значи, сите услуги кои што се идентични би требале така стои, значи, во закон, така треба да биде. Имаме и тарифа, специјална тарифа, која што е објавена на сајтот на нотарската комора. И тоа мора да се почитува. И тоа мора да се почитува. А некој го контролира тоа дали се почитува? Секако. Го контролираме во рамките на нотарската комора, го контролира и Министерството за правда. Бидејќи, не спомнав за тоа претходно, ние сме јавна служба која што има пренесени овластувања од државата, но и контролирани од државата. Значи, Министерството за правда, министрот има
ингеренции да именува нотар, но и да врши контроли врз работа на нотарите, да казнува и да разрешува. Само на кратко, со времето сме готови. Извинете, колеги, само уште едно прашање во интерес на граѓаните. Доколку ние како граѓани можеме да видиме таа тарифа, да видиме колку треба да чини, забележиме дека на различно место кај различен нотар цената не е иста, каде може да го пријавиме тоа? Во нотарската комора. Во нотарска комора. Во Министерството за правда. Значи, неограничени се можностите ние би биле благодарни кога нотарите во нотарската комора вакви пријави би доставувале. Тоа би значило дека ние многу полесно ќе се справиме, со куколјот во нашите редови. Така. Бидејќи тоа пред се таквите постапки, доколку и ги има, само штетат на нотаријатот, на оние што сакат да ја вршат совесно, честно и непристрасно својата работа. Благодариме за гостувате, Маријан Коцевски, нотар и председател на стручниот совет на Нотарска комора на државата.